Во утрински печат на Слободна ТВ започнуваме со подготвените содржини. Во денешното издание на оваа емисија ќе говориме на тема знаењето, одговорноста и совеста на субјектите во градењето на објектите. За секоја држава градежништвото е многу важна област, а од таквата потреба уште поважен е квалитетот на објектите. Во нашето студио гостин со кого ќе разговараме на оваа тема е професор доктор Горан Марковски, декан на Градежниот факултет во Скопје. Меѓутоа не го поканивме овде како функционер од образованието, туку како професор токму на темата за која што сакаме да говориме, а тоа е предметот бетонски и дрвени конструкции. Добар ден, професоре. Добар ден, благодарам на поканата. Декан е далеко од функционер, позицијата на декан. Добро функционер во образованието. Да, благодарам. Видовме по настаните, односно по случувањето на земјотресот во Турција, домашната јавност го отвори прашањето за квалитетот на нашите градби. Така што вашето гостување овде е со повод, меѓутоа во подготвителниот разговор што го имавме, рековме дека нема да говориме за амплитуди, нема да говориме за степени или слично, туку ќе говориме за градбата како творба на човекот од социолошки аспект. За начинот за да дојдеме до сознанието какви се нашите градби, да видиме како може да биде почетокот. Македонија, односно Скопје, во 1963 година го доживува катастрофалниот земјотрес. Од моментот кога се случува земјотресот, ние имаме сосема поинаков пристап во градбата на објектите. Ваша оцена пред 63 година и оцена после 63-та. Да, 63-та година, односно земјотресот во Скопје е на пресвртница во начинот на градење и на поимањето на безбедноста на конструкциите од аспект на заштита од земјотреси. До тогаш било, да речам така, подзаборавено дека може да се случат земјотреси на овие простори, дури малку е и чудно зашто е тоа така, затоа што историски од секогаш на овие делови на земјата топка имало сериозни земјотреси кои причинувале катастрофи, но после 63-та година свеста се подигнува, Скопје станува центар на асеизмичката градба, не само во рамките на бившата федерација, туку и многу пошироко. Се развива една школа за асеизмичко проектирање, асеизмичко градење, која полека од година во година станувала се подобра, за да транзицијата, почетокот на транзицијата, промената на општествениот систем донесе некои новитети за кои што мислам дека не бевме доволно подготвени да ги пречекаме онака како што треба и малку ни пореметија таа нагорна дијагонала која се чувствуваше и се гледаше во процесот на градење на зградите. И оттаму може би она прашање кое често ни се поставува какви се градбите денес, затоа што сите новини кои ги донесе ова денешно време секако дека имаат своје влијание и во областа на градењето. Следното прашање ќе биде многу лесно за вас. Кога периодот до 90-тите години би бил еден студент, а периодот по 90-тите години би бил втор студент. Кога би ги испитувале за градежни, односно бетонски конструкции, кој би имал повисока оцена, со оглед дека верувам дека двајцата би положиле? Да, би положиле оние што ќе вложат во своето знаење. Так. И едниот и другиот. Не можам да кажам дека образованието сега е полошо од тоа што било претходно. Напротив, впрочем, тогаш би зборувал и против себе, ако тоа го кажам. Денес нашите предавања се збогатени со многу повеќе знаења, искуства, споделување на информации со нашите студенти, користење на најсовремени софтвери и така натаму, така да степенот на знаење кој денес се предава на факултетот е, би кажал, повисок од она што беше претходно. Апсолутно. Во однос на градбите, кога би го оценувале реализирањето на градбите? Сега тука во однос на реализирањето на градбите, исто генерален заклучок е многу тешко да се донесе. Да, они ќе положат двајцата, предпоставувам. Па ќе положат, се зависи само со која оцена. Со која оцена? Да, и зависи колку оне што ги испитува ќе биде
Ти знаеш што во да постави оценување. прашања. И- Можем ли да бидам субјективен и да речем дека личен впечаток или им верувам на градителите пред 90-тите години? Дали ќе сгрешам ако речем дека се со 9-ка, а овие другите се со 8-ца? Како личен впечаток, бидејќи јас сепак сум лаик во тој поглед. Јас поинаку би кажал. Би кажал дека денешната оценка би можела да биде повисока, само ако се почитуваат одредени правила во процесот на градење и некакви правила кои не се директно поврзани со градењето, туку влегуваат во човечката особина. Ова многу повеќе говори за оно што сакавме да биде наша тема, дека граѓаните може да бидат сигурни и безбедни во своите домови и во објектите каде што работат. Па зависи од тоа во каков објект им се наоѓа домот, дали во објект што е граден пред земјотресот од 63 година или во објект што е граден после тоа, зависи дали е нешто интервенирано да тој објект или не, така да генерален заклучок на вистина е тешко Да се даде. донесен и не би сакал да влегувам во такви спекулации да кажам дека сите треба да бидеме безбедни или обратно сите да бидеме небезбедни. Но секогаш треба да постои одредена скепса и одредена предострозност за да ги елиминираме сите оние слабости кои што се јавуваат во системот на градење. Кога македонскиот граѓанин бил играч во колективен спорт со топка, да речеме голман, во изминатиот период гледавме дека другите соиграчи многу често му шутираа, а неговите, така наречените институции, го вртеа погледот. Дали може сега, веќе 30 години од така наречениот ефтин капитализам, транзицијата, да смета дека граѓанинот барем е безбеден во однос на грижата на институциите? Правно и... Да, сомнеш во институциите постои секако, за жал, и тоа не е случајно, исто така, за уште поголема жал. Од таму и скепсата во начинот на градење. Денес дури не можете да го уверите граѓанинот дека оној објект што се изведува, дека се изведува согласно сите стандарди и правила. Јас дури би малку и пошироко би се осврнал на ова прашање, еве, искористувајќи го последниот земјотрес во Турција, страото. Ако веќе како што го начнавте спортскиот речник, би рекол дека се работеше за еден страотен напад кој го дочекавме неподготвени, кој беше дочекан од неподготвена одбрана. И нормално сето тоа резултираше со страотен пораз. Прво пораз за тие луѓе што настрадаа таму, пораз за луѓето, за нивните блиски, пораз за имотите, материјалната штета, односно материјалните добра кои настранаа во тој земјотрес, но и пораз за, и јас би рекол и цивилизацијски пораз. Пораз и за струката секако. Ние сите овие уривања на објектите без разлика каде се ги чувствуваме како дел од своја вина, затоа што сме во тој делокруг на работа, на делување и имам впечаток дека некако во последно време, борејќи се за виртуелниот свет, го подзаборавивме овој што го имаме, реалниот свет. И некако премногу се занимаваме со работи кои што не се од суштествено значење за нашиот опстанок и можеби ваквите случувања се и последица делумно и на ваквиот однос на неодговорноста на општествата, на државите, на поединците кон она што е битие на нашиот опстанок. Во подготовката на разговорот со вас најдов на повеќе материјали од оваа област. Еден што го сврте моето внимание беше прилог од регионот на тема турскиот земјотресот во Турција, посебно за еден град каде што не направил толкава штета. Главно лаичките шпекулации беа дека градоначалникот ги почитувал стандардите и не дозволувал да се гради под нивото што го пропишува државата, односно законите. И сакав да проверам, да видам што е точно, дали навистина може во едно општество поединецот да биде толку моќен од оно што го нарекаме технокорупција, градежна мафија, урбана мафија или слично. Прилогот што го подготвила колешката беше втемелен на изјави од стручни лица од Турција кои кажаа дека позицијата на градот била многу добра. Он бил така поставен од природна ситуација и таа енергија што ја ослободувал земјотресот го заштитила. Меѓутоа, ниеден не рече дека градбите се лоши.
Прашањето до вас, дали ние сега кога го анализираме овој настан, можеме да изведеме, сега спекулативно е, ама и експериментално, одреден тест дали нашите објекти се стабилни во тој поглед? Како нивна позиција, како Скопје или слично? Да. Се уште е рано да се носат конкретни заклучоци за она што се случи во Турција, иако наговестувања, информации и сознанија од она што го гледаме може полека веќе да се искристализираат. Асеизмичкото градење започнува со урбанизацијата, со просторното планирање. Познато е, барем во тој дел, земјотресите се веќе доволно разоткриени и истражени, да се знаат подрачјата со повисок ризик од појава на силни земјотреси и оттаму и узорно е да форсираме масивна, односно масовна изградба на големи градски населби токму на тие подрачја. Дури во она време на ентузијазам после Скопскиот земјотрес, кога почнала да се развива оваа наука во Македонија, било извршена и локализација на градот Скопје, каде што се утврдува кои локалитети се почувствителни на дејство на земјотрес и имало препораки во тие делови на градот да не се градат објекти, особено не посериозни објекти со поголем број на катови. Транзицијата си го донесе своето, тоа почна да се занемарува и исчезна како некоја препорака и затоа е тоа една од мерките кои треба да се презема за да имаме побезбедни градови. Можно е да ова што кажете во Турција да се работи за некаква микро локација која обезбедила поголема сигурност. Во подготовката на емисијата го искористив разговорот со вас, каде што насловот на овој разговор го насловив знаењето и одговорноста и совеста. Овие три зборови според вас се клучни кога станува збор за градењето во Македонија, веројатно градењето и во сите други организирани општества. Дали можеме да извлечеме одредена констатација користејќи ги овие три зборови, каква е оцената на овој план меѓу знаењето, одговорноста и совеста на градителите, инвеститорите или целиот овој сегмент на правни лица во градежништвото? Да, јас се обидувам да го наречам тоа правило 4S, уште едно S има тука, за правило за добро градење. Првото е стручност, првото е стручност, што подразбира знаење и постојано надоградување на знаењето. Второто е се стандарди, тоа се правила и принципи кои треба да се почитуваат доследно и во процесот на проектирање и во процесот на градење. И тие се директно поврзани со струката. Се влегуваме во човековото битие со вторите две S. Третото е свест. Свест на оние кои што се во процесот на градење, какво сериозно место имаат и кои може да бидат последиците од нивниот однос, од нивната свест кон она што може да предизвика нивната несериозност во работата или импровизација или незнаењето. И четвртото е се совеста, тоа е оној наш морален компас на човекот, кој што се стекнува и со тек на време, на кој што влија и средината, односно влијаат вредностните системи во општеството. Колку што ми е познато, кога би споредувале повторно периоди, како што ги кажавме, пред 90-тите и по 90-тите, луѓето од вашата професија, меѓутоа и од сите други, како што е медицина, новинарство, машинство и слично, во тој општествен систем не правеа или не се обидуваа да се однесуваат спротивно на она што беше општествен морал, општествени стандарди, па дури и правна норма. Дали дојдовме во ситуација кога по трката на профит или заработувачка овие субјекти или овие учесници во градежништвото ги заборавија и не само во градежништвото, туку и во другите области, одредени ситуации како резултат на некоја нивна лична димензија? Па да, многу работи се променија со промената на општествениот систем, како што кажав и пред малку, неподготвени го дочекавме. Ја дочекавме таа промена.
и од законодавна гледна точка, но и од човечка гледна точка. Една категорија многу важна во областа на градење е, па и не само во областа на градење, е исчезнувањето на срамот како категорија. Имам впечаток дека тоа чувство веќе исчезна од нашата комуникација и уште тоа е едно многу, тоа да, уште едно С, да. Да, иако нели срамот можеме да го сместиме во групата на совест, но велам, тешко е да се детерминираат овие работи во однос на совеста, многу е важна и правната регулатива. Значи таа треба да ја обликува нашата совест, значи да не ја пушти слободно секој да толкува, да биде само лична категорија и секој да го толкува значењето во процесот на градење на лично ниво, туку мора општеството, односно заедницата, тоа да го обликува преку соодветна законска регулатива, се со цел да ги намали ризиците од лоша градба. Слушајќи ве, задоволство би било да присуствувам и на ваше предавање, иако многу малку би разбрал од стручниот дел, меѓутоа како социолог и новинар би се држал во рамките на оваа тема. Кога се повикувате на правната регулатива, барем тоа не е мој впечаток, току тоа се и мислење на вашите колеги од она што можеме да го прочитаме во медиумите, меѓутоа и реално донесени се закони и регулатива со кои што оваа област е покриена. Ние сме речиси хармонизирани со европското законодавство. Меѓутоа повторно има разлики во однос на примената на законите. Да. Токму така, доста сме регулирани во оваа област и стварно регулативата човек кога ќе ја погледне, таа дури не остава простор, ако се сведе само на регулатива, таа не остава простор за неквалитетно градење. Мислам дека сме една од најрегулираните држави во оваа област. Имаме разни контроли пропишани и во процесот на проектирање. Особено и во овој дел на сеизмичко градење. Да, особено во сеизмичко градење. Тука е вградена контрола на сите проекти и во процесот на градење од страна на Институтот за земјотресно инженерство, но имам впечаток дека под таа форма имаме една перфорирана содржина, јас ја нарекувам, полна со празнини, низ кои што успеваат да се протнат многу неправилности во процесот на градење. И сега наша задача на општеството, а и особено на струката, е тие отвори, тие празнини да ги затвориме полека, за да можеме да сме сигурни дека тој втор елемент кој гарантира безбедност на градбите треба да биде исто онаков како што е и регулативата. Не е тоа лесно, затоа што како што разговаравме пред малку, тука е доаѓа во предвид и човековото битие. Таму е најтешко да се делува и промена на општествената клима, на општествената свест, на промена на вредностните критериуми, што е вредно, што е невредно во општеството. Живееме во еден свет во кој што имаме многу интересно, е само во игра материјалното и виртуелното. Го изгубивме значењето на духовното, на хуманото. Почна да се губи тоа, да исчезнува од нашите животи. Тоа се рефлектира и во високото образование. Имаме стихија, наплив во струки кои што се поврзани со еден имагинарен свет, со создавање на имагинација, а имаме сериозен недостаток на студенти во оние области кои што се суштествени за битисувањето на заедницата, за битисувањето на луѓето, ако сакаме. Како и во повеќето области, грешките ги плаќаме со животите на луѓето. За жал. Следно прашање е поврзано со едно мое лично искуство, меѓутоа повторно е поврзано со градежништвото. Кога бев студент, дојде една делегација од Франција и нашите колеги, професорите, запознавајќи ги со проблемите на Скопје, како социологија на градот, укажаа на проблемот со така наречените диви населби. Во преводот на оваа реченица диви населби, луѓето сватија какви се тие населби каде што живеат диви луѓе. Загубивме неколку минути дека им објасниме на луѓето дека станува всушност за бесправни градби. Од тогаш ретко јавно го употребувам зборот диви населби, дивоградби, од причини да не помислат дека сме уште примитивни луѓе. Бидејќи рековме регулативата ни е појака страна, јас ќе го користам зборот, што правиме професоре со бесправните градби, каде што директно имаме кршење на законот, а државата тоа го толерира. Да. Не само што го толерира, и го поттикнува. Па дури го легализира. Да.
За жал, самиот збор диви градби кажува се. Затоа го избегнувам. Па дури дури в бесправни градби кажува се, ако е нешто изградено надвор од правото, Законот? надвор од законот, а за градење основен е законот за градење, значи дека тие објекти не се изведени согласно законот за град. И овде сега задржате се на вашата стручност. Ние се сомневаме во објекти каде што ги имаме целокупната инспекција, дали се квалитетни, замислете каква е контролата кај овие објекти кај што не постои ни увид на државата. Сами одговоривте на прашањето, на дилемата. Да, Значи, практично ние разговараме живееме сега военно, како... Да, имаме илјадници објекти за кои што немаме никакво сознание каков е нивниот квалитет и како тие би се однесувале при вакви слични земјотреси како што бил тој во 63-та година, а такви треба да бидеме свесни дека ќе се случуваат во овој регион. Оттаму и загриженоста на струката зошто во легализацијата на овие бесправно изградени објекти не беше вклучена барем некаква скромна проценка на нивниот конструктивен систем, да се изврши проценка и да се систематизираат, барем да се знае кој објект во која категорија ќе влезе. Типично социолошки водејќи го овој разговор како повод земјотресот во Турција, меѓутоа и како укажување за можните несреќи во нашава држава, ќе го искористам вашиот збор даден во претходните интервјуа, станува збор за зборот технокорупција. Кога го прочитав, ако не го прочитав одговорот, немаше да ми биде јасно на што мислите. Меѓутоа, токму сакам сега за гледачите да го слушнат објаснувањето за технокорупцијата во градежништвото поврзано со градежните материјали. Да, таа е една кованица која ја составив обидувајќи се да најкусо можно објаснам за што станува збор. Може би во позадината на таа технокорупција има и класична корупција поврзана со финансиски средства, но тоа дури колку и да звучи чудно, дури не е ни толку битна. Ова е Јас се загрижив за ова што вие го кажавте. Технокорупција е корупција која е поврзана со почива на лажни резултати, на зацкривање на грешките, на свесна измама, вградување на грешки во генетскиот код на нашите конструкции, кои излегуваат на виделина токму при вакви случувања какви што беа во Турција. Опасна појава која што мора брзо да се спречи затоа што грешки се прават. Кој работи и греши велат. Грешките во градежништвото во процесот на градење се поправаат. Колку и тие да се болни, какви се проблеми да предизвикуваат, меѓутоа е многу по-безболно да тие се коригираат во процесот на градење, отколку да останат тајни, кои, реков, се разоткриваат токму при вакви потреси. Крајот на нашиот разговор ќе го завршам со прашање поврзано со вашата секојдневна работа како професор. Дали студентите, освен слушањето предметот бетонски и дрвени конструкции, имаат можност да ја слушнат и оваа социолошка анализа за своето работење утре како бизнисмени и како реализатори? Да, за жал, такви предмети единствено со оваа социолошка анализа или слично дека сепак треба да биме луѓе. Меѓутоа ние како професори, како наставници се обидуваме во рамките на предавањата да ги разработиме и да ги анализираме и овие аспекти од градењето, затоа што сметаме дека не се помалку битни од оние технички знаења кои што студентите ги стекнуваат во текот на студирањето. Останува единствено да студентите појават поголем интерес, односно средношколците да појават поголем интерес за студирање во оваа област, во градежништвото, област во која што, еве да го искористам и тој материјален елемент. Има многу пари, само што до нив треба да се стигне со знаење. И за крај на овој разговор, професоре, верувам дека ви е познато дека големите корпорации што проектираат и што градат во своите тимови имаат и социолози и психолози за да можат објектите што ќе ги направат да навистина бидат корисни за луѓето. Дали можеме ние и во овој дел да се пофалиме иако немаме законска регулатива? Да биде тоа обврска на проектантите, на инвеститорите? Па да, мислам дека далеку сме од такви гледања во однос на оваа проблематика.
ние се бориме со многу поприземни проблеми се уште во нашето обкружување, но во секој случај овие, според мене, овие компоненти се и текако битни, за да тоа е се оној попрефинет дел во правењето на мозаикот кој на крај треба да гарантира со квалитетно градење. Ова беше разговор со професор доктор Горан Марковски, декан на на градежниот факултет и истовремено професор по предметот бетонски и дрвени конструкции. Разговорот беше со повод по земјотресот во Турција, меѓутоа и како укажување дали ние како држава во делот на образованувањето на кадрите и градбата на објектите можеме да бидеме безбедни. Професоре Марковски, искрено ви благодарам за овој разговор. Беше задоволство.